Момчето што викаше волк. Еднаш си живееше едно овчарче. Тоа имаше лоша навика да лаже цело време. Кога и да му станеше здодевно, почнуваше да ги лаже луѓето од селото. Еднаш, додека ги чуваше овците, му здодеа, па почна да вика: "Помош, помош, волк, ки ми ги изеде овците!" Селаните се стрчаа да му помогнат на момчето и на овците, но кога стигнаа, видоа дека момчето лаже. Немаше никаков волк. Луто го искара и се вратија на работа. Но по неколку дена момчето пак ја направи истата работа. Пак лажеше дека дошол волк. Сите дотрчаа, кој со стап, кој со лопата, но не видоа никаков волк. Само го најдоа момчето како се смее. Селаните навистина му се налутија на момчето и му рекоа дека веќе нема да доаѓаат. Луто го искара и им се вратија на своите домашни работи во полето и во селото. Момчето задоволно се смееше и си грицкаше од црвеното јаболко лежејќи си на зелената трева. Но еден ден навистина дојде волк. Ги нападна овците. Момчето се исплаши и почна да вика и да бара помош од селаните. Овој пат викаше и викаше, но никој не дојде да му помогне. Селаните се помислија дека е ова уште една шега и не сакаа да му помогнат. Момчето отрча до селото и бараше помош, но никој од селаните не му поверува. Сите замавнуваа со главата и се продолжуваа со работата. Отиде и до полето каде што работеа селаните, но и тие само го погледнаа и се продолжија со работата. Момчето викаше и молеше, но залудно. Никој од селаните не сакаше да му помогне. Не можеше да ги убеди дека волкот навистина е тука. Требаше само да оди и да го спасува стадото. Дури тогаш свати колку е важно да си искрен и да не се поигруваш со вистината. Поука. Порано или подоцна, тој што лаже ќе си плати за лагите.